Издадено жолто ниво на предупредување од поплави од Управата за хидрометеоролошки работи. Предупредувањето е издадено поради постоење на потенцијална опасност од излевање на реките по обилните дождови кои ја зафатија Македонија. Времето денес и утре ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, кои што локално ќе бидат пообилни над 25 литри на метар квадратен за 24 часа. Од четврток, поради заладување на повисоките планини, врнежите ќе пременуваат во снег, додека на повисоките места од дожд и снег, а на пониските места врнежите ќе бидат само од дожд. Стабилизирање на времето се очекува од недела. Во моментов состојбата со врнежите од дожд е стабилна, велат од Центарот за управување со кризи, од каде апелираат на предпазливо движење покрај реките и суводолиците во текот на денешниот и утрешниот ден. Од таму ги посочуваат регионите кои се потенцијално загрозени. Согласно информациите од УХМР, се очекува зголемување на водостојот во горниот дел од сливот на реката Вардар, во сливот на реката Треска, реката Радика, реката Сатеска, во сливот на реката Коселска, како и на водотеците во Охридско-Преспанскиот регион. Зголемување на водостојот се очекува и на реката Лепенец, на водотеците и суводолиците кои доаѓаат од Шарпланина, како и во сливот на реката Пчиња и Струмица. Поради високото ниво на подземните води, на одредени места е можна нивна интеракција со површинските води и појава на заезерување. Хидролошката состојба на акумулациите по Брегалничкиот слив засега е стабилна, оценува раководителот на Кочанската подружница на водостопанство Брегалница Горан Сашов. Брана Калиманци има акумулирано околу 16 милиона метри кубни вода, значи во неа може да се акумулира 116 милиона метри кубни вода, значи секоја вода што ќе дојде по река Брегалница и Каменичка река ние можеме апсолутно да прифанеме. Сметаме дека до нова година дека можеме да ја наполниме браната. Во Брегалничкиот слив, значи само брана Градче е полна, брана Калиманци е отпразна, брана Ратево Берова е отпразна, на река Злетовица брана Кнежево исто таа е отпразна, значи само единствено брана Градче е полна, што моментално не излегуваат околу 3 метри кубни вода во секунда, што не представува проблем. Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните да патуваат внимателно во следните денови и само доколку е неопходно, со соодветна зимска опрема, особено на повисоките места и планинските превои, бидејќи можно е да се формираат навеви од снег и одредени патни правци во одредени периоди да бидат непроодни. Потсетуваат и дека лицата кои живеат на повисоки места треба навремено да се снабдат со основни намирници, храна и лекови.